Во моментов мислам дека исклучително ќе биде да не пуштите на Телма телевизија, бидејќи неговото излегување секој пат е проследено со голем аплауз и вистина кога кажав вчера на мои блиски пријатели дека доктор Александар Митов ни гостува, секој пат велат остануваме на Телма телевизија, нели? Затоа што прво неговата човечност е една пристапност која што има една нормална народна нишка во себе и освен тоа што се ветеран во својата професија, ингениозен во својата професија, тој секој пат знае вистински, јас така му реков и телефонски, да го удриш шамарот позитивно, како што треба, онаму каде што треба да се случи еден вистински аларм. Мислам дека е еден од најсоодветните луѓе соговорници кога станува збор за промена на животни навики, ама знам дека и негова, како и наша омилена тема за пушењето, кога можеме да направиме некој аха момент, еден ефект кај вас, да ги прекинеме овие можеби за жал лоши навики. Во име на неговото гостување денес, и тој не знаеше, денес имаме и анкета со нашите македонци, поточно со вас, за оние кои што сте можеби пасиви или пак сте страстени пушачи, нашата Марија Коцева излезе на скопските булевари улици. Да послушнеме гласот на граѓаните, со оглед на тоа што ние сме, за жал, нели, доктор Митов, пушачка нација, да видиме како тие размислуваат и што какви размислувања или какви ставови споделија тие во следниве минути кога станува збор за пушењето цигари. Дали сме земја на пушачи и дали сметате дека треба да има построги закони? Не, пошто не сум пушец, така да, ама и по рестораните, кафаните не би требало да си доаѓате и со дечиња мали, така да стварно е штетно тоа, па сега зависи до законот. Па да се врати и стариот закон. Да се врати, значи во јавни простори каде што се движиме сите, каде простојуваме, значи не може да се пуши. Да се пуши надвор. Или да има специјални простори таму за пушачите. Во МВР, кога натвор во канцеларија се дозволува да пуши, значи имам пријателка што таму работи и што болува од астма и не може никој ништо да ја каже. Кога надлежните таму пушат, кога од таму се смрди, се знае каква ни е државата воопшто. На пушачи, точно, и моите деца сите пушат и мислам треба да има закони. Па построги. Да не се пуши на улица иде и мислам некултурно. Па сигурно треба. Јас не сум пушач, меѓутоа се претерува со цигарите. Така да, ама имаше закон, па него не се практикува воопшто. Така да, кој како мисли така, ама не е убаво да се пуши. Сме земја на пушачи, најефтини се цигарите во регионот кај нас. Секој се одлучува за своето здравје. Али да ви кажам нешто, па Македонија историски се хранеше од тутунот, од Прилепскиот, од Полок. Така да, подобро децата нека пушат него да уживаат во наркотици. А ние сме земја на наркотици овде. Секој има свој став и мислење апропо темата, меѓутоа не би требало да имаме некакви други субститути. Не би требало никаква зависност да поддржиме. Апсолутно, ниту наркотици, ниту па едно нешто, доктор Александар, ќе се сложиме, е многумина од нашите пријатели и испитаници кои што еве ги имавме на овој анкетното прашање, кажа за законот кој што сите го испочитувавме пред повеќе од 10 години и чинам дека тоа би било едно од првите клучни решенија кои што полека може да бидат до некакво истребување, полека да се намали преваленцијата на пушење. Меѓутоа, вака ќе дадеме најава во свет каде здравствените предизвици се поизразени, ретки се оние кои што се со интегритет, знаење и страст. Се посветуваат на промоција на здравјето и превенција на болестите. Еден од тие истакнати професионалци, токму нашиот доктор Александар Митов, со своето богато знаење и искуство, тој постојно работи на едукација и да подигнување на свеста за здравиот начин на живот преку јавни предавања, медиумски настапи, апропо и денешното, и индивидуални консултации. Неговата мисија е понатаму да ги води луѓето кон трајни и одржливи промени во животниот стил со цел подобрување на општото здравје и благосостојба. Познати сте по својата јасна, научно заснована истовремено човечка пристапна комуникација, затоа го истакнам дека секое ваше излегување е проследено со многу аплауз. Секој пат имаме убава гледливост и на Телма кога ќе се појавите, бидејќи некој пат и најригидните, мислам дека на вашиот хуман гест со излегувањето и тие консултации кои што денеска ќе ги направиме, мислам дека убаво ќе ја применат во пракса може би оваа лоша навика. Секако мислам дека дури и за ваква
национална трагедија кога зборуваме, а си ги бирам зборовите кога кажувам. Не е тоа основа за да се напаѓаме или да го кажуваме на непријатен начин, меѓутоа има една човечка карактеристика која што честопати работи за нас, тоа е способноста да се навикнеме, да се адаптираме. И таа ни помага во многу тешки ситуации да пребродиме, нели? Но истата таа карактеристика ни помага, ни одмага како во оваа ситуација, кога нешто е сосема не во ред, како например процентот на пушачи во нашата земја, ние сепак да го прифатиме под наводници за нормално и да живееме со тоа. И ние така, со една таква катастрофа што ни се случува моментално, ти знаете како, повеќе паника во државава се крева за многу други теми, еве дури например и за аерозагадувањето, посебно нели кога е тие 2-3 месеци актуелно, но овој проблем, проблемот на пушењето е далеку полош, со повеќе последици, со повеќе смртност, со повеќе болести, со се, отколку аерозагадувањето. Сакате да кажете сме го прифатиле како нормално? Точно. Како сме се прилагодиле, точно, а не е во ред и многу малку се зборува. И не смее да биде така. Значи, да дојдат експерти, да речеме, по јавно здравје од страна, од некои од европските земји, ама и не само европските, видете го, Јапонија, Кина, Сингапур, кај да се свртиме веќе светот оди напред, барем во овој дел, и да дојдат една екипа такви луѓе во нашава земја да направат анализа, верувајте ми, нив онака ќе нема да им се верува дека во некоја цивилизирана земја во 21. век толку се пуши. Толку многу да се пуши. Значи, ние треба прво да прифатиме дека се случува нешто кое што е многу нестандардно. Иако живееме нели во свој балон, во свое општество, меѓутоа малку да излеземе надвор од државата, ќе видиме дека тоа што нам ни се случува е национална катастрофа и е трагедија, е неприфатливо. Утрово проаѓам покрај, нели доаѓајќи навака, проаѓам покрај гимназија, средно училиште и видов 2 деца како со цигара во раката одат на училиште. Значи не измислувам, не драматизирам. Не, тоа ние и утринава го споменавме дека генерално сликата за младите денеска е со електронска цигара или цигара. Видете, ајде например, нели процентот според разноразни статистики нема да навлегуваме од 45% па нагоре во Македонија се пуши до 50, зависи кои ги гледате. Но вистинскиот проблем според мене е дека многу од тоа е во младата популација. Дури и во деца, односно популација под 18 годишната граница. Реков околу 5%. Да, зошто сметате дека е помодарски момент или зошто е помодарски момент кај младите? Затоа што се рекламира експанзивно. Се рекламира експанзивно, видете, еве например тоа и колку убаво изгледаат овие новите кои што се нели гаджети за пушење. Френдли гаджети не се. Делуваат многу убаво. Видете, посветено е многу енергија на тоа. Значи тоа не е туку така случајно, тоа е пазено, бирано, да се направи да биде како што треба. Сакам да речам, непријателот под наводници од другата страна не е туку така нешто наивно, туку тоа е индустрија вредна милиарди, која што многу свесно постапува. Но ние зборуваме за од нашата страна, за од страната на јавното здравје. И тука мораме да бидеме многу јасни во државата, кај нас општо, здравствените власти, дека број еден јавно здравствен проблем во Македонија се цигарите, пушењето. Тешко е во земја како нашата да ги градирате работите. Имаме многу проблеми. И во здравството, ако земеме да ги анализираме, или општо во државата. И човек, освен ако изворедно добро не ја познава областа, не може баш така лесно да ги пореди кој е прв, кој е втор, кој е трет. Отинели вака лаички која ќе погледнеме од страна или драмата што се крева во општеството за аерозагадувањето, некому можеби ќе му звучи чудно тоа што го кажувам сега, дека нели одат, например, од време на време ќе излезат во вести 3000 луѓе починуваат годишно од аерозагадувањето и паника. Не се трудиме тоа да го намалиме, да го игнорираме, но многу повеќе се тие кои што имаат проблеми со своето здравје толку заради пушењето. Дури, знаете како, ако се трудам сега да барам наука за да го објаснам ова, треба да се вратам во 80-тите и во 90-тите години барајки научни студии, бидејќи тие земји од кои што ние ја земаме науката,
еве и во јавното здравје, тогаш оваа тема била актуелна, тогаш ги решавале тие проблеми и денес веќе тие цивилизирани земји не истражуваат на поле на цигарите, бидејќи отишле напред. Од друга страна, овие децении, 80-тите, 90-тите беа најкомерцијално представувани цигарите дури на рекламни билборди. Апсолутно. Реклами, говориме телевизиски, радиски, независно. Медиумски беа најприсутни цигарите. И ние таа тема треба да биде сега присутна од обрат. Еве, како што сега ние зборуваме, па еве сега ние денеска ќе зборуваме и не знам дали човек може еднаш, два пати годишно да види оваа тема да се дискутира. Оваа тема е нешто што треба и во топ тема да се зборува. Значи не е нешто кое што е само онака спорадично да се допре, туку е централна тема во јавно-здравствениот аспект од нашата земја и е нешто што мора да ја кренеме јавната свест, прво, законите кај што го спомна, нели самите, и граѓаните интересно покажуваат подготвеност да се вратиме на некои построги закони како што беа, и трето се разбира цената. Значи, исто пак ако земеме да ги поредиме на ранг листа мерките, нели, може ви одам однапред од некој од прашањата, сега ќе го одговорам, меѓутоа се разговараме послободно. Ако мерките ги земеме да ги поставиме, секаде каде што има зависност, а тука, фала Богу, има многу силна зависност, не е фер да го обвинуваме поединецот. Значи, штом постои зависност, тогаш државата треба да превземе. Значи, не може да биде да се остави да се бори човек сам со зависност, тоа е една од најтешките битки. Но дали државата гледа на тоа како зависност? Некој пат се прашам, доаѓаат сега да речеме локални избори ќе додат октомври. Не може да се свртиме лево-десно, да не забележиме било каков рекламен материјал за изборите. Толкави средства се влеваат во медиумите за да се рекламираат нивните политички кампањи, а националната стратегија која што била за истребување на било кој од нас да се намали преваленцијата на пушењето, нималку не се соочуваме. Видете на каков начин да ја свртеме тука, ако сакаме математика да правиме, лесно ќе се убедиме. Пример, ајде прво да земеме да го гледаме бројот на смртни случаи од човечка димензија, тоа секој еден е катастрофа. Камоли илјадници, тоа се илјадници катастрофи. А дали луѓе умираат во Македонија од пушењето, нема потреба што да дебатираме на таа тема. Го минимизираме секако тој. Да, ние го минимизираме, но еве прво ја кажувам димензијата на човечката трагедија. Втората димензија, ние и онака лимитираните средства кои што ги имаме во здравствениот систем, ги трошиме на последици, на лекување на последиците токму од пушењето. Огромен дел. И сега ќе влеземе за да ги кажеме тие бројки. Значи, ракот на бели дробови, за жал, кој што е доста чест кај нас, во најголем случај е поврзан токму со пушењето. Се разбира, подоцнеден дел ќе биде поврзан и со аерозагадувањето и со икс други фактори кои што уште не ни се јасни. Но лавовскиот дел, 80% од прилика од сите случаи, се должат токму на цигарите. И тие, што е, рековме, прво е човечка димензија што човек ќе почине предвремено. Но втората е дека ние ќе дадеме грдни пари како држава, како здравствен систем, попусто. Значи, не велам дека не треба да се бориме до последен здив, но сепак ние се поставуваме себе да фрламе пари во погрешниот правец. Наместо, како што кажавте вие, да ги насочиме во правецот на превенција. Една од многу кампањи кои што може да резултираат со успех. Од едни избори што даваме пари за тие лепенките, да се прашаат партиите 10% да се намали рекламниот материјал на сите, нели, на сите партии. 10% да се намали, ние нема да приметиме послаба кампања политичка, а со тие 10% посветени на пушењето или на кој многу човечки животи, многу човечки животи. Еве, 10% само да се намали, ама 5% тоа се грдни пари што ги даваме за политички кампањи. Има и други начини на кои што ние се разфрламе, а потоа кога ќе дојде момент за нешто да треба, велиме немаме за ова, немаме за противпожарни возила. Не, супер. Повелете, јас можам да зборувам на тоа. Си даваме само. Не знаеме кој попрва нели да праша, затоа што темата е многу актуелна. Ние велиме пушачка нација, многу пушачи. Да. Но имаме и пасивни пушачи. Тоа е. Како речете, утрева колатерална штета сме ние многу некој ќе рече
Аман ке сменат канал сега. Што доста Не, ама ние видете, тоа е Како тие што се зависни од пушење да се свестат дека штетата ја имаат и оние кои што не се зависни? Затоа го бараме законот. Одам на детски роден ден, сега пак ви кажувам конкретни ситуации како утрово со. Да, тоа е реалноста. Да. Одам на детски роден ден, нели као тие сега законот е као некој полуотворени, полузатворени, врска нема, тоа е се затворено. Се лажеме сега, ние сме мајстори за тоа да измислиме ова е тераса, полуотворена, полузатворена, па тоа пластиките, ај што изгледа грдо, туку и нездраво, нема збор. И сега во таа ситуација се слави детски роден ден во некоја таква полуотворена кафана и тоа прв. Значи, и славеничето е мало, и дечињата други кои што се донесени се во голем дел мали, и таму на масата гледате луѓе како пушат цигари. Како да ви кажам, никогаш јас не користам обвинување, меѓутоа ова е крајно, сите линии се тука поминати. Значи тука се поминати сите линии, дури и таа на човечност. Жал ми е да речам. Простете на изразот, ама грда слика е. Не, ама тоа ми е жал да речам дека дури линијата ти не можете вие да пушите цигари од карши ваш бебе да има во количка. Значи, ефектите по здравието до толку е до толку видете. И сега ние како општество, што ни е првата грижа? За чии права прво да се грижиме? Ако не се грижиме за правата на тие кои што сами не можат, односно на најмалите, на децата во таа ситуација, они не можат ниту да гласат, ниту да протестираат, ниту на било кој начин да се изборат дека им смета, ама тоа детенце не ни зборува од годинка, камоли да се побуни. Сакам да речем, ние мораме да работиме тука на свеста на секакви начини, и со позитивни и со малку негативни мерки. Значи, во смисол, зошто разговорот го почнав со адаптираноста е многу, некогаш добар сојузник, ама многу лош. Ние сме навикнати веќе оваа слика да ја гледаме. И ни станува нормално. И на родендени, и во игротеки, и на разноразни места, каде што апсолутно не треба да се помисли цигара да се запали. Една, не е да стане таму чат на дечињата кои ќе ги донесете дома, облеката кој ми ја мириснете, да им мириса на цигари. А па што се случило со белите дробови? Ако надворешната облека мириса на цигари. Значи, тука ние треба да се похрабри здравствените власти, не треба да се плашиме. Дури мислам дека и луѓето кои што се борат со зависноста се свесни во најголем дел, еве така да речеме, и ќе прифатат државата да земе малку подсврст став во таа мера. Значи, има работи кај што јасно е како бел ден моралната постапка на која страна е и нема што да мислиме кои ќе бидат евентуалните политички реперкусии, рейтинзи и такви работи. Просто некогаш тоа е неразумно да се размислува во тој правец, туку треба да се делува. Така мислам дека ние во Македонија сме ептен зрели за ова. И мерките ги спомнав, нели, ама не се движи разговорот. Сите овие земји кои што одам направиле анализа, на прво место е мерката за парите, односно цената на цигарите. Сакам да ви споменам земји со успешни политики. Еве најдов за Австралија, за само една година цените на цигарите ако биле 40 австралиски долари, веќе денес достигнуваат овие цени до 100. Значително намалување на број пушачи, се тоа резултирало со пораст на нелегалната трговија и со тутун. Во Данска исто така преваленцијата на пушење се намалила за околу 16%, бидејќи мерките кои што биле донесени биле високи даноци и униформно пакување на цигари. Шведска и Нов Зеланд представуваат два различни како се вели пристапи кон намалување. Се фокусира, да речеме, Шведска на редукција на штетата преку промоција на помалку штетни алтернативи и строги регулативи, додека Нов Зеланд применуваше вели амбициозни законодавни мерки, вклучувајќи генерацијска забрана, но се соочи понекогаш со политички и економски предизвици. Чинам дека Шведска и Нов Зеланд се да предвижат до 2030 да имаат непушечко население. Да, видете. Тоа е тенденцијата на земјите високо развиени. Еве една колку проста, колку убава идеја. Еве, сме во врвот на земјите во Европа по пушење, сме. Дали е национален интерес тоа да се намали, по можност да се укине, далеку сме од Нов Зеланд? Да, е национален интерес. Зошто да не можат партиите кои што кај нас толку не можат на ништо да се согласат? Еве чист национален интерес, намалување на процентот на пушење и да нема отстапки. На таа тема да се договорат. Значи, да се договорат кристално јасно.
нема да попуштаме ние во однос на цигарите, нема да попуштате и вие во однос на цигарите. Може, еве рака. Во интерес на граѓаните, на здравието на граѓаните. Фантастична точка од каде да се почне здравието на граѓаните и да се покаже дека имаме сенс за национален интерес. А што има поголем национален интерес од здравието на населението? Има и други, фала Богу, меѓутоа, ако нема здраво население, џабе се сите други интереси. Ова го говорите и ми е на таква футуристичка приказна, можеби интересна за не би требало да биде. Мој пријател кој што веќе живее во Сингапур, влегувате во Сингапур од самиот аеродром, влева една таква перцепција, една здрава животна заедница од не само цигарет, луѓето не жвакаат мастики, значи се некои нели најригорозни работи кои што ги имаат како мерки. Меѓутоа кога шетате по улиците, како да сте во некој филм, футуристички филм вика за војнината. Сингапур е многу убава приказна. Ние да направиме 5% од промените кои што Сингапур ги има направено, ќе сме најнапредната земја на Балканот. Значи, ќе ги надминеме сите комши на позитивен начин, во позитивна смисла, нека има позитивна компетитивност. Пример ќе бидеме, само 5-10% да го направиме тоа и плюс тоа примерот на Сингапур. Јас го гледам од здравствен аспект, тоа може да се анализира и од економски, и од антикорупцијски, од секој. Тие таа промена имаат направено во 30 години. Во 30 ние можеме да се сетиме во последните 3 децении во кој правец сме отишле. Меѓутоа толку е времето, еве да одиме напред да гледаме, ај што сме сгрешиле. Меѓутоа тие неколку мерки, например сега ние еве за цигарите да се вратиме. Зошто да се тешиме со ама во Косово дали се пуши, дали не се пуши, во Србија, во Јужна Србија, ама ние се споредуваме со лошите примери. Ама трката кон дното, тоа сакам да речем, ние имаме утеха да не сме најлоши или да сме малку подобри од најлошите или не го свакам тој момент. Особено дека секаква компарација треба да е надвор и воопшто од разговор кога на маса е разговорот за здравието на нацијата. Тогаш не е сакам да сум поздрав од XY. Најздрава сакам да ми биде нацијата. Значи, нацијата да биде најздрава и главниот здравствен проблем е токму пушењето. Ке ги решаваме сите други. Знаете како? Лесно сега се вртам и кон народот малку, лесно да обвиниме здравствени власти, други, трети, министри, кои или не, тешко е кога одговорноста треба малку и да се дели. Кај цигарите, одговорноста се дели помеѓу сите чинители во општеството. Значи, но една ваква позитивна кампања, која што прво ќе ја крене свеста, дека не е се едно дали пушиме, дали не пушиме и која е штетата по бремените жени, по малите деца, по повозрастните, по луѓето со хронични болести, кои што со пасивното пушење ние де факто ги изложуваме. Па зошто да се пуши во таа кафана, нема право и бабата и дедото на тоа дете да дојдат таму, макар и да имаат одредени здравствени проблеми и тие да се израдуваат, ама заради цигарите нема да можат. Сакам да речам, дај Боже да видиме да се охрабриме малку на ниво на држава и да ги вратиме тие некои закони, некои постапки кои што ги имаше. Верувам дека населението ќе прифатат и дури и тогаш и луѓето се сеќавате со кебенцето во зима, пушење надвор. И уште сме свидетели дека пушачите го сакаат тој закон. Ама имаше луѓе одговараше да па дури луѓе што пушат во ресторан, не му е вкусно храната да ја јаде додека е апсолутно да не се дише внатре. Така што ние треба да прифатиме. И на никој не му е пријатно вечер кој ќе треба да си легне, да мириса целиот на цигари. Тоа е до кожа за мирисува. Сакам да речам, ние треба да прифатиме, верувам дека сите ќе го прифатиме, дека тоа што е добро за здравието треба да одиме напред, тоа е општествено добро, не треба да тапкаме во место, земи размислуваат генерацијски, како што рековте, генерацијата родена во 2030-та и легално да биде пушењето крај, толку, 0 цигари нема. И ние тука мораме, мислам, да се кренеме малку и да собереме храброст и да одиме напред. Вашата академска патека е вистина многу обемна и таа магистратура по јавно здравје која што имате нели стекнато во Harvard School во Public Health, каде што ви истекнуваат како најдобар студент со огромен просек, претпоставам дека помеѓу првите постулати или први работи сигурно било да се истребат
3 најлоши работи. Не знам што ви беше можеби таа експертиза и теза, меѓутоа за сите кои што не гледаат во моментот. Што точно се случува во телото на пушач по само една испушена цигара, бидејќи секој пат го минимизираме задоволството на социализација со нели со партнерот, со другарот. И дали постојат безбедни нивоа на пушење, бидејќи секој пат нели моментот на неколку цигари неделно или колкаво количество е штетно. Па нели пушачи што ќе кажат, па една цигара не е ништо. И уште нешто под прашање, ќе видиме тука да ве потсетиме. Ќе ја поздравам во моментот, нема да е целосно име и презиме, да не биде непријатно. Сандра, исто моја пријателка, која што 3 месеци беше на болничко лекување. Незините испитувања беа пратени во, чинам дека во некоја скандинавска земја, да не ме фатите за збор точно која, па потоа и во Белград, затоа што тука не можеа да детектираат што беше незиниот проблем. Кога докторот во некоја здравствена установа во Скандинавија од овие земји прашал што ви се лепи толку мокро, а како чатвили на вашата плуќа, кажете ми, вика, пушачи сте, да, меѓутоа не на цигари, на оние субститути кои што се појавија, вајпер електронски цигари. Тоа е полошо, вели, сега вика што се појавува вика на пазарот. И од тука нели започнуваат и под прашањата дали тие се помалку или повеќе штетни. Так. Видете, прво и основно кристално јасен е моментот дека 0 цигари какви и да се е најдобро. Значи пушењето да се елиминира, дали се тоа стандардни, дали нестандардни, нови, стари опции секакви, да биде на 0 е најдобрата опција. Тука немаме дилема и мораме да сме кристално јасни. Вториот момент што ме прашавте по однос на бројката. И 5 цигари прават штета, меѓутоа прават многу помалку штета од 20. А јас затоа велам, нели, некогаш на луѓе им треба време да се откажат. Во ред, ајде ќе го одберете го патот, начинот на кој што во ред. Дали ќе преминете постепено да ги намалувате? Дали ќе отидете од 20 па следниот месец на 17, следниот месец на 13, на 14. Значи, да ги намалувате по 2 до 3 цигари на месец. Ако човек така го прифати тоа, тогаш целта е малку подостижна. Вие лесно е од до 5 ако стасате цигари да направите обид до целосно да ги оставите, наспроти ако решите од 20 или повеќе, одеднаш да решите да ги оставите. Така што првото што човек треба да го свати е дека е процес откажувањето и дека си има што треба да се прави, има никотински лепенки, значи опции, има никотински мастики. Сега и дури и тие што се загревачи на тутунот, нели тоа не е стандардната цигара, тоа е таа електронската цигара нова, и таа може да биде дел од процесот на откажување на луѓето. Зошто? Заради тоа што вие од старт трагајќи класичната цигара, веќе фрлате многу од лошите канцерогени материи кои што ги има во неизе, а ги нема во електронската цигара. Значи има подобрување, нема збор, не е исто. Но и тоа треба да го размисли човек дека го прави како еден чекор кон целосно откажување од пушењето. Ако сега тука посебно се издвојуваат од тие на течност разноразните што се нели на вейпинг или вейпери или како и да ги нарекуваат, таму медицината предупредува на огромна внимателност, бидејќи толку се нови што ние уште не ги познаваме добро медицинскиот и во медицината, за вие да ви биде кристално јасно, треба неколку години на следење на што се случува. Се појавуваат за жал вакви случаеви на необјасниво откажување на белите дробови, на сериозни компликации, на пневмонии, бронхити разноразни, кои што се чини сега дека се врзани токму со тие на течност пушење поврзани. Не е јасно што точно се случува уште таму. Значи А веќе се појавуваат? Се појавуваат, има многу случаеви. Значи ние сме се уште во фазата кога анегдотално објаснуваме. Имаше 3 случаи во Британија, 4, таму 5. Науката ќе се акумулира. За година, 2, 3, надам ќе не биде кристално јасно што ќе имаме јасна слика која што се уште ја немаме бидејќи нема доволно време пројдено. Но во секој случај не очекуваме дека ќе биде добро за здравјето на никого да ги пуши тие разноразни субститути. Хемии, да. Затоа мојата препорака е човек кој што не слуша не да се плаши, не да се нервира, туку само да ја вметне во себе, ако е станува збор за пушење, се разбира, да ја вметне некаде на крајот на мозокот мислата, јас ќе престанам да пушам. Тоа е почеток. Правам за себе добро, правам за... Само да ја прифати идејата.
не го оптеретуваме, не го притискаме утре, задутре, не го плашиме, леле, ова ќе ти се случи, не. Туку само да се погледне во огледало и да ја прифати идејата дека во еден момент, оти многумина од нив, гледајќи ја цела таа планина на откажувањето, како ќе се, што ќе правам, како ја, батали, и вртам на другата страна. Не, значи само молиме за внимание до тука. Може ли пред крај, и сигурно знаете успешни примери на луѓе кои што се откажале? Многу. Што се случува со телото, со изгледот, со вака малку да ги поттикнеме? Телото се враќа на себе си, дури и човек и на 70 години да се откаже од пушењето, има процес на ревитализација. Значи, има процес на чистење на тенот на лицето, чистење на крвните садови, подобрување на нивото на кислород во мозокот, низа, подобрување дури на менталното здравје. Оти нели ние парадоксално мислиме дека цигарата ќе не смирува, не, ни го прави мозокот зависно од никотин. Кога тој ќе се тргне, мозокот малку дише. Во смисол не е веќе зависен на таа силна психоактивна субстанција. Сакам да речем, придобивките се огромни без разлика на која возраст е човек, без разлика колку пушил, како што пушил. Еднаш ми се случи во техно метал. Се да не е битно компанијата, фирмата каде што купував нешто, и позади мене господјата вика, јас само едно сакам да ви заблагодарам, одгледајќи ги овие тип на емисии на видеа, вика, јас бев страстен пушач, слушајќи ве вас одлучив да престанам. Сите одоколу прво ми се смеја, бидејќи ме знаеа мене со цигарата, но вика, издржав и налета на мене и вика, сакам да кажам огромна благодарност. Најпоследно што сакам да кажам сега, леле, јас сум помогнал некому, сакам да кажам дека има можност, дека е можно, позитивен исход. Толку господјата гледала една емисија, еве како оваа денешната. Ја гледала, се погледнала себе си, како што велиме, и рекла, окей, јас морам да престанам. Без разлика на се, траело тој процес 3 до 6 месеци, но, ете, сакам такви приказни да има многу. Само едно нешто би ја прашал на крај, како мислите со едно нешто кое сад не знам може едно, мај да го издвоиме, едно нешто со што би спречиле младата популација да има еден домино ефект на прекинување и престанување, бидејќи кај нив веќе помодарство да ги гледаме тие млади момци и девојки со електронските цигари. До нив малце е потешко да се допре, освен нивните родители, тие не гледаат на нивните родители и нивните баби и дедовци, нека посветат прво внимание дали нивното дете пуши цигари или не пуши, бидејќи најчесто тоа кај нас се уште знае да биде искриено. Така што мала детективска активност тука, распрашување можеби ќе биде многу корисно, за да дознаат прво што се случува на тој план и доколку се случува, убаво да разговараат, да се обидат, да продрат и да се разберат, и не само со своето дете, туку и со родителите на другарчињата, заради тоа што ако едно во друштвото пуши, веројатноста е и другите, и заедно да настапат со сите родители, колективно да настапат, нека ги донесат кај мене бесплатно на убедување, на разговор, ако треба, ќе им правиме лекции, ќе ги убедуваме, ќе ги охрабруваме. На таа возраст зависноста не е уште силна, да се спасат тие деца од цигари. Имате само една кампања и стратегија која што би сакале да ви успее и на која што може би работите апропо цигарите? Видете, тоа сум правил неколку обиди, ама тоа државата треба малку да помогне. Тоа е фантастичен простор за кој што еве треба да се, да речеме, оддамна сме немале национална кампања за било што здравствено. Еве фантастична прилика да почне. Јас на таа кампања би се приклучил со сите капацитети, без... Тоа се вели, ако некој пат сите ние пробоно апсолутно пробоно, само нека почне некоја таква кампања, со цело срце ќе ја поддржам максимално. Многу ви благодарам. Значи, од името на цела екипа, Цеца и Марко ќе ви заблагодарат и мислам редовно да си ги имаме овие практики, да се со некои статистики и нови резултати можеби. И да се надеваме дека како таа господја и денеска ќе имаме уште некои. Нека не се многу, но некој со некој ќе биде нечи друг. Многу ќе значи. Ќе значи многу. Благодарност огромна. Секој пат сте одличен соговорник. Ви благодарам. Александар Митов денес во ова издание на Нутриската телма како централна тема во име и во пресрет на утрешниот 31 мај, ден без цигари.